Вечерашната соговорничка е професорка на Филолошкиот факултет. Предава општа и компаративна книжевност. Ја добри државната награда Свети Климент Охридски. Добре ден за професор Маја Бојаджиевска. Добар ден. Професор Бојаджиевска, вашето обраќање на доделувањето на наградата Свети Климент Охридски остави голем впечаток во јавноста, каде изразивте сериозни критики и забелешки во однос на функционирањето на образованието, но и на севкупниот систем во државата. Колку пораките на интелектуалците допираат до креаторите на политиките? Не сум сигурна дали навистина имало кој знае каков одек ова што јас го кажував во јавноста. Може би имало одек во еден потесен круг на луѓе кои што се занимаваат со образование, култура, хуманистика, да речеме, начелно луѓе кои што се во тоа поле. Меѓутоа ми се чини дека сепак тоа што сум го кажала не допрело таму кај што треба. Предпоставувам дека тој одек за кој што зборувате се должи на тоа што во говорот јас не бев не изразив некоја стандардна благодарност за добивањето на наградата. Мислев дека немам морално право на тоа во ситуација кога приликите во нашата држава, особено приликите во образованието за кој што јас знам нешто повеќе отколку во другите области, значи особено тие прилики се искрено да ви кажам катастрофални. Предпоставувам дека тој критички став одекнал во еден барем мал дел во јавноста, но секако не одекнал, не допрел таму каде што треба. Од проста причина што, да одговорам и поконкретно на вашето прашање во врска со интелектуалците, од проста причина што не верувам дека тие кои што се задолжени за креирање на политики во доменот на образованието и пошироко ги слушаат интелектуалците. За тоа се виновни и двете страни. Не е само виновна страната на политичарите под наводници, виновни се и оние кои што сакаат да се нарекуваат интелектуалци. Дали е тоа резултат на недоволната гласност на научната фела или пак само бендисаноста на политичките елити? Не е толку црно-бело. Затоа што мислам дека вината на тие што се нарекуваат интелектуалци е што на некој начин доброволно се ставија во полугите и во машинеријата на оние кои ги креираат политиките. Значи интелектуалецот не е комфорна позиција. Интелектуалецот подразбира една постојана активна критичка свест, непристрасност и еден вид борбеност на знаењето визави се друго. Не е комотна таа позиција затоа што предизвикува да речам непријатност ако интелектуалецот секогаш со својот морален интегритет и интелектуален капацитет и морал секогаш кога го загрозува востановениот поредок. За жал не може да се каже дека нашите интелектуалци успеа да ја изборат таа позиција на независност. И доброволно многу често се ставија во некакви манипулативни политички процеси. Но зошто секоја критичка мисла, после секоја критичка мисла, всушност веднаш се става одредена личност наспротивниот табор, условно кажано. И зошто се доведуваме до состојба на веднаш на поделба на наши, ваши, про и анти-ЕУ? Затоа што таа злоупотреба на интелектуалците мислам дека почна прилично рано во Република Македонија, затоа што поларизацијата е еден од клучните механизми на оние кои што владеат, оние кои што управуваат со државата. Така што поделбата на наши и ваши е еден од механизмите за манипулирање, за разделување и за успешно владење. Во идеалната држава... Работа. Значи не е ништо ново тоа.
во идеалната држава на Платон, како што ја замислува, секој треба да му се даде вистинско место според неговите природни способности, кога луѓето ќе го заземат своето вистинско место во нашето општество и ќе доминира квалитетот, а не некомпетентноста, да речеме. Да, знаете како, Платон е во таа смисла утопист. Значи, он зборува за идеалниот поредок на нештата. Мислам дека многу далеку почнавте и тоа што тој го кажува, мислам, апсолутно неприменливо овде. Кога не е прашањето? Прашањето е дали воопшто. Тенденциите во нашата држава се такви да тоа прашање мора да се постави. Дали воопшто некогаш ќе се постават работите според вистинскиот распоред, според компетенции, значи според способности, а не според други механизми. Дали живееме во време на измешани вредности? Апсолутно да. Апсолутно да. Кој го создава овој ваков амбиент на нестандардни и помалку некој ќе рече живееме во колективна трагедија? Знаете, ефектот на трагичност јас гледам според моите дефиниции од литературата и филозофијата. Ефектот на трагичност, за да се произведе, треба да имате конфликт на две вредности. Овде не можам да кажам дека е тоа трагично, затоа што нема конфликт на вредности, туку како што рековте и самиот, една општа конфузија. Платон? Уште еднаш кај Пак со Платон. Пак со Платон. Незнанието е корен на сите зла. Можно ли е образование без морал? Не е можно. Нужна компонента, мислам не е компонента, тоа се две сврзани работи. И вие кога сте тргнале денес на работа да го сработите ова што ви е задача дневна, професионална. Значи вие тргнувате од позиција на некаков морал, на некаков сет вредности. Исто и јас. Во образованието тој сет на вредности е апсолутно клучен. Мене не ми се допаѓа лично масовната употреба на зборот експерт. Тоа почна некаде 90-тите години кон крајот. Тој збор на некој начин го деградира концептот на знаењето, стариот концепт на знаењето, традиционалниот концепт на знаењето. Зошто? Затоа што ја исклучува токму таа компонента, токму таа срж на моралот. Значи, моралот е потребен за воопшто да бидете човек, а образованието ве учи како да бидете човек покрај останатите работи. Анализирајќи, дојдов до некаков податок дека кај нас најкратко траат министрите за образование во просек околу 18 до 20 месеци. Дали тоа е можеби причина што образованието не е меѓу приоритетите и многу малку се вложува во науката? Би рекла обратно. Тоа е последица. Значи, кажете ми кога во оваа држава образованието беше приоритет. На која било влада до сега? Образованието секогаш се става на последното место, на маргините. Значи, има примери од регионот, малку подалеку, Словенија да ја земам за пример. Зошто они отидоа толку напред? Зошто они релативно рано ги завршија преговорите и рано влегоа во Европската Унија? Еден од клучните одговори е тука затоа што таму образованието беше надпартиски државен приоритет. Тоа кај нас никогаш не се случи. И ова што спомнувате, оваа анализа, односно тоа е некоја жалосна статистика, да ги менуваме толку бргу министрите за образование и при тоа често да не се внимава од кои редови доаѓаат тие, честно исклучоците. Значи тоа е последица од немање на визија. Според мене, некој што има визија, а е на одговорна политичка позиција, прво образованието треба да го дефинира како приоритет. Тоа кога ќе се договориме, се останато ќе може полесно да се менува.
2/3 од младите се функционално неписмени, податок на Светската банка. Зарем ова не е доволен аларм? Вакви негативни статистики и податоци сме имале и порано. Значи, јас ќе ве подсетам на некои PISA тестирања што се одвива пред повеќе од 15 години. Резултатите беа, се сеќавам на едно 2010-та, мислам дека беше, 2009-10-та, не ме земајте за ова збор. Меѓутоа, резултатите беа уште тогаш поразителни и алармот не се вклучи. Значи, почнаа некои реформи проформа, површни, од ужасно клиентелистички позиции. Во тоа време беше министар Никола Тодоров во владата на Груевски. И тука, мислам дека тука беше почетокот на крајот на македонското образование. Затоа што тогаш се тргна во еден лажен реформски процес, всушност во еден одмазднички процес против едно образование како што беше до тогаш сваќано. Посебно мислам тука на УКИМ, на главниот најголем државен универзитет. Следите трин гостинка во емисијата универзитетската професорка од Филолошкиот факултет Маја Бојаджиевска, која минатата година доби државната награда Свети Климент Охридски. Професорке, корупцијата е сосема веројатно дека е најголем општествен проблем, а вие во едно интервју констатирате зборот корупција ни укажува дека нешто е расипано. И како да го правиме? Да, јас тргнав од латинскиот корен, значи кој што значи меѓу останатото токму тоа, расипано. И при тоа корупцијата ја сваќам како нешто што е многу темелно и многу проширено. За каква расипаност кога зборуваме за корупција може да стане збор? Мислам дека пред се расипани се критериумите. Кога велам корупција, воопшто не мислам на она што стандардно се подразбира давање пари и земање пари, директно од точка А кон точка Б. Туку мислам на расипаност, на пореметеност на критериуми. Еве, вие имате една афера, долго се влече по медиумите, во врска со образованието на еден директор, избран директор на Агенција за национална безбедност. И тоа е всушност апла студиум практично, односно, како го викат, кейс стади на корупција. Зошто? Затоа што гледате, вие имате проблематична диплома по англиски јазик. Вие известуваа медиумите за проблематична универзитетска диплома и мислам и мастер некаков дека беше во прашање, која се стекнала за испити се положени за година дена или нешто такво просекс. Значи, тоа е кейс стади за расипаност на критериум. Очигледно дека тука ние сме ги разнишале сите можни цврсти критериуми кои што сведочат за нечие образование или според кој што нечие образование треба да се одвива и да се стекнуваат звањата. И кога ви се вас тие дипломи, кога има проблем во оценувањето на нивната објективност, значи тогаш е очигледно дека е корупцијата сеопшта. За таква корупција зборувам, значи за расипаност на критериуми по сите можни основи. Каде води политиката на постојани поделби во општеството? Никаде не води. Не може да одите да се делите постојано до бесконечност и да сакате некаква попозитивна иднина за целата заедница. Никаде не води, апсолутно никаде. Зошто се помалку се зборува за меѓусебна соработка, недостиг од емпатија, солидарност? Дали ова состојба на постојана поларизираност во општеството сушност се тргнува од индивидуата, а не на место да се гледа од аспект на колективизмот?
на заедништвото. Пак не би одела по таа или логика. Знаете, повторно ова би го поврзала, овој процес на поларизирање и на поделби, пак би го поврзала со образованието во поширока смисла на зборот. Зошто? Знаењето е клучно за се. Па и за ова што го нарекувате негативна обштествена појава и поларизација. Кога би имало повеќе знаење, кога би имало стандардна писменост, луѓето не би биле толку во позиција на сиромаштија, да речам, и фактичка, но и сиромаштија на духот и на спознанијата, и не би дозволувале да бидат манипулирани во смисла на разделувани, поларизирани и слично. Ме разбирате? Значи, кога би биле луѓето пообразовани, кога би биле посветени на знаењето, не би можеле да бидат доведувани во ситуации на толку лесно манипулирање од некој секако има интерес, за жал, овде да ги држи луѓето во состојба на, метафорички ќе кажам, слепотија и на незнаење. Посебно младите. Веројатно така најдобро се контролира состојбата. Апсолутно да. Се контролира статус-квото. А на страна си се одвиваат ужасните работи. Дали послушноста ќе доминира? Не можам да правам такви проекции. Можам само во склад со сопствениот морал и во склад со сопствената професија да направам се што е во мојата моќ против тоа. Значи да останам во образовниот процес на позиција на критичност, непристрасност и постојано ново акумулирање на знаење за да им помогнам на студентите тоа да го ваквите несакани констелации да ги превозбогнат. Помеѓу безперспективноста, потоа отсуството на фер односи во општеството, лош образовен систем, нефункционални институции, се дел можеби од причините што речиси половина милион граѓани од осамостојувањето па до денес ја напуштиле државата. И кој е виновен за екзодусот? Повторно поставувате тешко прашање. Виновникот е тешко да се лоцира. Може би сме сите ние. Значи јас не сум отпорна на самокритика, напротив практикувам доста често такво нешто, затоа што сите ние, нашите генерации, не успеавме да створиме можност за тој огромен број млади луѓе да останат овде и овде да си ја бараат иднината, животот да го живеат и професионалните капацитети да си ги остваруваат. Голем дел од овие луѓе кои што си заминале се млади луѓе, кои што барале подобро образование, имено од овдешното. Голем број од тие луѓе кои што се заминале се млади луѓе кои барале, всушност кои не можеле да ги трпат овие работи кои што ние ги трпеме. Знаете? Така што тој порив, тој екзодус е она што е навистина трагично, го спомнавте зборот трагично претходно, она што е навистина трагично за оваа држава. Како да се обидеме да задржиме барем еден дел од тие млади луѓе кои легитимно си бараат излез надвор, кои што се согласуваат на тешки услови на живот таму, за да го добијат она од образованието што тука не го добиваат. Како? Значи, единствено со многу индивидуални напори,
со поврзување на тие индивидуални напори во еден колективен напор, како што рековте претходно. Јас поинаку не гледам како би го извеле тоа. Освен ако не почне секој од себе си персонално. Професор Бојаджиевска, Македонија меѓу минатото, сегашноста и иднината. Што направивме, што правиме и што треба да направиме? Јас не можам да направам некој план во чекори што би требало да направиме, но пак ќе кажам, морам да почнам од оној ограничен опсек на мој интерес. Можеме да бидеме посамокритични, поотворени, похрабри и попосветени на она што и досега сме го работеле со, да речам, проблематичен успех. Не гледам друго освен пак тој персонален пристап да се подобри, за да како личен пример го подобриме и евентуално да ја подобриме и перцепцијата за тоа што го работиме секој поединечно во своето поле. Вие верувате ли во тезата дека ако не можеме во Европската Унија, тогаш дома ќе се европеизираме? Не верувам во таа теза. Не верувам во таа теза. Ви кажав, верувам само во една искреност, храброст и персонален напор. Тоа е што го цитиравте, ми се чини дека стана една политичка флоскула, така што во тие сфери не би навлегувала. Ви благодарам за разговорот и гостувањето. Ви благодарам за поканата. Професор Маја Бојаджиевска од Филолошкиот факултет, добитничка на наградата Климент Охридски. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на телевизија 24, а во меѓувреме читајте на trilling.mk. Се гледаме идниот петок во исто време.